Благодарам, почитувам председавач. Значи, пред нас е законот за нус производи од животинско потекло и реално овој закон треба да се разгледа во нова комисија, затоа што е усогласување со директиви од Европската Унија, односно со законодавството на Европската Унија и вакви закони треба што почесто да гледаме во оваа комисија и сигурно дека нема да ги закочиме затоа што значат хармонизирање на македонското и со европското законодавство. Законот, морам да кажам дека е добро сработен. Значи, околу техничкиот дел на законот немам никакви забелешки, со тоа што секако дека ова е многу сензитивна тема, која на некој начин директно е поврзана и со здравието на луѓето, со храната, со здравието на животните, растенијата и така натаму, така да многу треба да бидеме внимателни кога станува збор за оваа проблематика, уште повеќе што истата е и на некој начин висока тема во Европската Унија. Европската Унија силно се залага за здрава храна и нормално за целиот тој ланец на искористување на сите производи од животинско производство и нус производите и соодветно третирање на истите. Клучен фактор во овој процес и со имплементацијата на овој закон, и тоа е нотирано во самиот закон, ќе биде Агенцијата за храна и ветеринарство. И овде мораме да кажеме дека таа институција на некој начин добро си ја врши својата работа, таа е добро конституирана, добро поставена во системот. Дополнително, според моје убедување, таму треба да влезат уште поголеми средства, затоа што нивните ингеренции и со овој и со некои од други закони кои текако ќе следат во иднина, мора да ги зголемиме капацитетите на самата агенција, како од човечки потенцијал, така и од технички средства, како и средства дали ќе користат сопствени лаборатории, помошни лаборатории и така натаму, инспекции соодветно на терен, за да се превенират сите несакани дејства кои произлезуваат од оваа проблематика. Значи, покрај овој закон мораме да ја следиме и политиката на доекипирање, односно на стварање на прави институции кои ќе се занимаваат со ова проблематика. Како опозиција нормално нели тоа, но кај мене има неколку дилеми што не се поврзани со техничкиот дел од законот. Овде ќе спомнам една дилема која ни се провлекува со повеќе закони, ќе ја поставам и овде како дилема. Имено го донесовме законот за прекршоци и тој закон у суштина требаше да ги намали казните. Сега повторно доаѓаме до ситуација дали тој намален диапазон на казни во одреден момент може да превенираат, односно да спречат некои несакани последици. Ова е баш една од таа проблематики. Дали со мали казни вие можете да натерате одредени фирми кои се занимаваат со ова проблематика да го почитуваат законот. Да не се доведеме во ситуација малите казни да бидат на некој начин пресметана вредност на одредени фирми, субјекти, физички лица да го злоупотребат законот. Знаат дека малата казна може лесно да си ја исплатат, станува збор и за профитни работи од производи од нус потекло, од животинско потекло, и овде, кога ќе го отвараме сигурно повторно законот за прекршоци, мора да размислиме дали ова не е еден од законите каде што треба ова да го подискутираме и на стручна основа, за кои дејанија, посебно онаму каде што се загрозува здравието на граѓаните. Тука нема милост. Тука и казните мора да бидат посериозни, за да не бидат стимул некој да го манипулира законот. Законското решение е добро. Вие му давате рамка, формирате јавно предпријатие или тоа приватно предпријатие ќе се занимава со целата таа работа, инспекциите ќе си ја следат својата работа, меѓутоа и казнената политика мора да соодействува со одредени дејанија. И уште една дилема, уште две дилеми, ова морам да кажам дека ми е на некој начин сугерирано, дали овој закон не е во коализија со законот за ѓубриво. Односно, таму своја ингеренција има
фитосанитарната управа, а сега и даваме ингеренција пренесена на Агенцијата за храна и ветерина. Искуствата од другите земји, поготово од Хрватска, зборуваат дека паралелно се донесени тие два закона за да се хармонизираат. Во спротивно може да се дојде до ситуација еден производ, тоа се органските ѓубрива, да бидат третирани на различен начин во различни закони и различни субјекти да имат надлежност на иста работа. Тоа е посебно за министерот, за заменик министерот интересна работа, треба да се размисли да се усогласат и тој закон со овој закон за да немаме последици пред се во однос на земјоделците. Односно при прометот, особено на тие производи, да не се јават различно толкување на едната и иста проблематика, односно различно толкување од различни институции и различни закони. И уште една дилема, не знам, повторно многу размислував на ова тема, член 75. Многу членови, значи од тој оперативен дел од законот надвор казнените одредби и пределни завршни работи, 2/3 од членовите ќе престанат да важат кога ќе влезе државата во Европската унија. Прашањето ми е зошто ни се потребни тие членови и зошто не направиме европски закон кој ќе функционира во моментот. Тука имам дилема затоа што тука е и примерен член 1 кој ги дефинира работите. Дали кога ќе влеземе во Европската унија ќе немаме член кој го детерминира предметот на законот. Ова е малку за размислување, да видиме дали е најдоброто ова решение или едноставно треба да се размисли во таа насока. Тука и член 4. Исклучување на примената. Дали до влезот во Европската унија ќе имаме исклучоци, а после нема да имаме исклучоци. На некој начин сметам дека би било добро да се објаснат овие работи, затоа што станува збор за член 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, се да не ги читам, 44 члена. Тука има мала дилема и би сакал, ако е возможно, да искоментираме. Тие се 2-3 забелешки во останатиот дел околу решенијата за стручниот дел, немам никакви забелешки. А ова треба да размислиме и околу казнената политика, и во делот на коализија помеѓу двата закона, тоа е надлежност за Министерството, и во однос на исклучување на членови, после да видиме што ќе остане од законот и колку тој ќе биде функционален. Благодарам.